Dobar den, dragi učenici, dobre dojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik za učenici od drugite zajednici v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je nameneto za učenici od 8. odelenje. Денес ние ќе учиме за Сердарот од авторот Григор Прличев. Цели за овој час се учениците да ја запознаат, восприемат и да ја доживеат епската песна, да се запознаат со поемот епска песна, да откриваат, воочуваат, објаснуваат и споредуваат епска и лирска песна, да ја анализираат епската песна и да го изразат емоционалното доживување преку изразно читање на стиховите. Сердарот. Сердарот е историско-јуначка поема, првично напишана на грчки јазик, а потоа Прличев ја препеал на македонски јазик. Мотивот во поемата е позајмен од народната песна за Кузман Капитан. Темата е макотрпниот живот на македонците од западните краишта на Македонија, предизвикан од нападите и ограбувањата на гегите. Идејата е вековните стремежи на македонскиот народ за слобода и неговите херојски подвизи. Композицијска структура. Поемата се состои од 8 пеења, а последното 9 го искажува мотивот во поемата. Главниот јунак во поемата, Кузман, физички не е присутен. Тој е даден ретроспективно. За него раскажуваат Неда и стариот албанец. Тој е заштитник на народот и е олицетворење на хероизмот и честноста. Преку него е предаден стремежот на македонскиот народ за национална слобода. Централен лик е Неда, мајката на Кузман, предадена како мајка херој која се издига над личната трагедија и на преден план го става општонародниот интерес. Градењето на ликови и употребата на стилските изразни средства се предадени во хомеровски дух. Употребени се епитети, компарации, градации, метафори, алитерации и други. Користи имиња од грчката митологија се Деметра, Бореј, Арес и други. Содржина на делото. Во првото пење е преден лелекот и ширењето на тажната вест за убиството на Кузман. Низ словенска антитеза, поетот ја доловува потресната слика за положбата на македонскиот народ. Второто пење е во Хомеровиот стил. Низ сликовитост и спокојство го дава физичкиот опис на Неда, мајката на Кузман. Поетовот спокојно раскажување се менува со сонот на Неда. Таа трепери за животот на синот единец, затоа што тој единствената потпорна греда. Користејќи ја метафората, Прличев искажува силни градирачки чувства со кои го навестува убиството на Кузман. Во третото пење е представено носењето на мртвото тело на Кузман во домот на Неда. Преголема е тагата на Неда за загубата на синот единец. Низ антологискиот опис, Прличев ја издига до мајка херој, која е подготвена да ја поднесе и најголемата болка поради што и четворицата албанци и оддават почит. Во четвртото пење е предадена приказната за албанецот, сведок и учесник во бојот за херојската борба на Кузман, во кој тој го покажал своето херојство. Во петото пење е предадена смртното ранување на Кузман. Во шестото пење низ хипербола е опеано јунаштвото на Кузман. Ова пење е најдолго во однос на другите пења. Тука Прличев ни епска песна го предава ликот на херојот Кузман. Од раскажувањата на неговата мајка па се до раскажувањата на албанецот е опишан јунакот и заштитник на македонскиот народ Кузман. Со епска објективност Прличев ги насликали албанците кои ризикувајќи го својот живот го носат на раце мртвото тело на Кузман во неговиот дом. Восхитени од херојското и достојственото движење на Неда, тие дават беса пред мртвото тело на херојот дека куќата во која тој се родил и живее неговата мајка никогаш нема да биде нападната од гегите. Но Неда не е задоволна од таквото ветување,
таа не би била мајка на Кузман ако не побара поширока заштита. Во седмото пење е предаден описот на Марија, свршеницата на Кузман, со длабока болка ја доживува загубата на својот љубен и никогаш нема да го прежали. Се закалуѓерува и станува жена верна до гроб. Осмото пење представува епилог на приказната за смртта на Кузман. Кои се ликови? Ликови. Кузман е предаден како заштитник или сердар на народот, се истакнал со својот хероизам, честност и бестрашност. За неговите подвизи зборуваат стариот албанец и неговата мајка Неда. Неда е храбра и благородна мајка, горда што одгледала син, херој. Иако е премногу тажна поради загубата на синот единец, таа не губи разум, туку напротив подготвена е да го продолжи започнатото дело на Кузман. Марија е олицетворение на верност до гроб. Таа се закалуѓерила за да стане Божја слугинка, зашто по загубата на својот љубен, нејзиниот живот ја изгубил смислата. Умешноста на Прличев во ова поема е во тоа што успеал да го обедини Хомеровото и при тоа да изгради сопствен поетски израз. Сердарот е О Арматолос. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.